Она кое што ни е следно е утринското будење во обид да се поврземе со актерот Бобан Алексовски, кој што денеска треба да не информира малку повеќе за тоа кое не очекува утре или на 17 јули во рамките на Скопското културно лето. Театарот Златен елец ќе ја одигра представата Сина Сенка во лабораториум и веројатно она кое што е интересно е самата тематика на представата, она која ги води, претпоставувам, актерите и улогите на самите актери кои што некако треба да го долуват токму тоа кое што е тема или со кое што се соочува нашето општество. Но повеќе и подетално за ова ќе ни каже Бобан во продолжение, кој што веќе го имаме онлайн или на ваков начин во нашата утринска. Бобан, добро утро и убаво утро посакувам. Добро утро, ви посакувам вам и на вашите гледачи. Благодарам што ве утро во овие, да речеме, нели, први минути или моменти од денот се посветени на нашите гледачи на утринската, си со цел да се информираме за она кое што не очекува. Велиме, летото и во Скопје, но и во останатите градови исполнето со различни културни настани, богата програма, особено на културните лета кои што ги имаме. Па така во склоп на Скопското културно лето и на овогодинешната програма учество зема и Златен елец, токму со оваа представа Сина Сенка, и не само кај нас, туку и на фестивали надвор од нашата земја. Но ќе почнеме со ред, она кое што ќе го има утре во лабораториум во 20:30 е оваа представа која што ќе биде можност многумина да ја погледнат. Јас накратко во најавата споменав што е тематиката, навистина актуелно или нешто со кое што се соочуваме денес, но малку подетално се разбира во продолжение од тебе. Се работи за наша премиера од минатата година, представата Сина Сенка од американски автор, авторот Брайан Рейнолдс во режија на Тамара Стојановска. Представата навистина води на многу добра тематика која што е многу важна во денешно време, колку секој човек е храбар во ова денешно време да се справи со сите предизвици и сите храбрости што ги носи самото време. И сметам дека публиката треба да ја погледне затоа што остава голема трага оваа представа. Последната изведба беше на фестивалот Војдан Чернодрински во месец јуни во Прилеп. Утре играме на Скопско лето во лабораториум и веќе во месец август представата учествува на два меѓународни фестивали за алтернативен театар. Едниот е во Ниш, тоа е меѓународниот джез театарски фестивал Нишвил, и во Колашин, Корифеј фестивалот, фестивал на алтернативен театар во Црна Гора. Многу се радувам затоа што пред овие изведби надвор од државава ќе играме во Скопје и ја поканувам публиката да дојде и да ја погледне представата утре вечер во 20:30 часот во лабораториум на манифестацијата Скопско лето. Така и верувам онаа публика која што ќе дојде и онаа која што можеби била дел од претходните изведби некако се соживува со самата тематика, со оглед на тоа што и дел од изјавата конкретно од режисерката Тамара Стојановска е дека ова делово создава свет во кој реалноста и илузијата се преплетуваат, а секоја сцена пулсира со прашањето дали навистина живееме или преживуваме. Представата вели таа не води таму каде што започнува секое насилство во човечката свест, во незината сенка. За жал, она со кое што се соочуваме се почестите случаи на насилство и веројатно на еден таков начин протолкувано во една представа може да даде посилна порака и да допре подлабоко до јавноста, до граѓаните, да се пренесе малку посилно и помокно. Како од вашиот впечаток како актери, генерално како актерска екипа, сметате дека публиката го доживува тоа и дека ја сваќа пораката? Па со оглед на тоа што е американски текст и се работи за една друга култура која што можеби кај нас има најмногу влијание последниве години во Европа и општо кај нас во државава. И тие амерички текстови, да кажем, се многу по-смело напишани во однос на конфликтот внатре, со оружје, со тие мафија кругови кои што постојат во Америка, кои што го уништуваат малиот човек, кој што е приморан да се снајдува и да бара пари.
И сметам дека таа бруталност се обидовме на едно наше ментално ниво да ја сведеме во нашиве простори, во нашава држава, на Тамара Стојановска, режисерката, и нас како екипа, и беше голем предизвик да го адаптираме текстот на наше поднебие, меѓутоа сепак се задржа таа нота внатре која што ја напишал самиот автор Брајан, кој што пак ни е голема поддршка за овој проект, и ова ретко се случува авторот сам да го живее проектот, постојано е во контакт со нас како живее представата, ја помага представата и финансиски. И таа искреност што имаме од двете страни, што сакаме да прикажеме со текстот, мислам дека е успехот и на самата представа и на се она што сака да го каже представата на публиката. Да, и е прилично голема актерска екипа во оваа представа. Морам да се поздравам екипата, исто така да им посекам добро утро и да им се заблагодарам за се што прават како дел од представата, затоа што се работи за независен театар и тоа бара многу други работи од страна на посветеноста на актерите и целата екипа. Ќе ги поздравам Кристијан Танчевски, Ане Блажовски, Сара Спирковска, Мина Јелошик-Хереник, Стефан Арсик, Кристијан Петковски и Ема Лазарова. Музиката е на Лука Тошев, исто така, режијата е на Тамара Стојановска, музиката исто е и на Майкл Хукер од Америка, и ја поздравувам целата екипа која што ќе патува ова лето и ќе треба да си поминеме наистина прекрасно на сите овие фестивали. Недниот фестивал во Ниш, Театар Златен елец настапува по втор пат. Пред 2 години игравме со представата Кенди и победи на фестивалот меѓународниот джез театарски фестивал Нишвил. Се вративме со награда за најдобра представа. Да, секоја чест и аплауз за она кое што го правите и за таа веројатно добра синхронизација и соработка со актерите и она кое треба да се прикаже и да се почувствува на сцената, но и она кое што е важно надвор од сцената, или се разбира дружбата и целата таа комуникација која што е апсолутно заслужна и за крајниот резултат или целокупниот ефект. И тоа го чувствува македонската публика, но и генерално публиката таму каде што настапувате, и верувам истото тоа допира и до вас. Нешто што е взаемно и што треба да постои, особено кога имаме представи кои заслужуваат внимание. Една од нив е токму оваа Сина Сенка, која уште еднаш препорачуваме утре во лабораториум во 20:30, сите кои сакаат да отидат и да ја погледнат. А интересно е во ова наше вклучување да споменеме и за она кое што не очекува следниот месец, поточно во месец август, најавуваат една мини турнеја низ државата на крајот на месецот. Теорема Леме, така постои како информација, веројатно Бован ќе ми кажеш во продолжение дали е така, ќе се освен премиерата која што имаше во Скопје и премиерата на дуодрамата Свиње во режија на Тамара Стојановска во Битола. Значи ова се 2 представи кои што треба да ги играте низ Македонија во крајот на месец август, така? Да. Последниве 2 недели имавме зададено еден предизвик од месец мај. Во интензивни подготовки беа 2 продукции на Театар Златен елец, една во Скопје и една во Битола. Таа во Скопје е представата Теорема Леме од авторот Пиер Паоло Пазолини, кој што за прв пат се поставува воопшто во театар во државава. Премиерата беше на 1, 2 и 3 јули во МКЦ. Во режија на црногорскиот режисер Мирко Радоњик, кој што остави навистина на многу мокна и многу силна представа, остава исто на публиката да ја погледне, може би некој ја погледнал. Представата исто беше во склоп на манифестацијата Скопско лето. Беше страшно убав процес. Јас како актер и како продуцент можам да се пофалам внатре дека навистина поминавме еден факултет со човеков како режисер, затоа што остави едно своје друго обликување на представи, и токму и затоа беше повикан заради начинот на кој што работи и ги представува работите на сцена. Еве ги моментално ги гледаме фотографиите од представата, кои се во авторство на Јордан Звездовски, исто и за Сина Сенка. Беше проект кој што навистина сме горди што го направивме како театар, затоа што е еден одскок во однос на стилот, во однос на делото. Пазолини, самиот автор, како автор на провокацијата, кој што бил порано забрануван
и буквално местото му беше во независен театар. Представата Свиње, дуодрама, која што пак во Битола ја оставивме во копродукција со Центарот за култура во Битола, во режија на Тамара Стојановска, се работи за дуодрамата Свињи од авторот Томислав Зајец. Тоа исто беше премиера минатата година, меѓутоа таа представа ќе продолжи да се игра од септември оваа година и во Битола и пошироко надвор од државава и низ државава. Меѓутоа Теорема Леме на крај на месец август ќе треба да посети неколку градови и да има свои летни изведби како во склоп на проектот помогнат од Хартефакт фондот, проектот Култура за развој на швајцарската амбасада. И мислам дека, како и секое лето, Театар Златен елец се труди буквално да ја има онаа богата театарска програма, особено со актуелните представи кои што биле годината. И особено сум горд поради тој момент, затоа што ниедно лето, еве како веќе ние седмо, да, не мируваме, работиме постојано, затоа што можеби за независната сцена вратите се најотворени во тие летни месеци, во тој убав период кој има во една година. Во 2020 година точно Театар Златен елец почна во месец јули да работи буквално на скопско лето со прави две представи после толку долго време немање театар. И некако ете останавме и на скопско лето, останавме активни и во лето и се надевам на уште поголеми проекти, поголеми храбрости и поголеми успеси во иднина. И на Театар Златен елец и на сите кои што соработуваат со Театар Златен елец, а најмногу се радувам на публиката која што ја создаваме, на која што и сме должни на некој начин, затоа што постои театарот воопшто. Така е, Бобан, добро кажано, јас исто за тоа и ви го посакувам, но некако и неизбежно е прашањето кога зборуваме за обстојување на независен театар и за различни предизвици со кои што се соочуваат независните театри, како и актирите кои што се дел од истите, веројатно самиот ентузијазам, љубовта кон работата и тоа кое што го правите, ве тера или ви дава мотив и енергија да го работите константно и вака со полна пареја дури во текот на летниот период навистина да ги играте представите, но од друга страна е многу важна поддршката, се разбира целокупната поддршка, која би требало или е неопходна за одржување на еден независен театар. Ако направиме една мала ретроспектива од изминативе години, односно од основањето на овој театар, колку ја имате поддршката како таква и колку таа, да речеме, тоа единство на самите актери и на целокупната екипа е доста важно за обстојување на театарот. Буквално како и секоја независна работа која што е надвор од институција, која што сама се снаоѓа, патот и е тежок, се разбира, меѓутоа поддршката тука секогаш не идува или не наидува. Ја нема поддршката, наискрено, ова е многу мачна работа со која што се занимаваме ние како независен театар и сите колеги кои што се занимаваат надвор од државните институции, затоа што сме приморани да правиме се што мора да прави еден организатор во државен театар за театарска представа. Да тргнеме од финансиски аспект, да тргнеме од организацијски аспект, многу работи се работат со љубов, се разбира, меѓутоа кога ќе си зададеме некаква цел како да ние навистина работиме голем проект и некогаш се чудам како сум се нашол во ситуација во државни театри да ја осетам таа неспремност од нивна страна кога веќе го имаат и буџетот, го имаат и планот, имаат сите можни услови за работа, не се работите така договорени како што на пример некогаш некоја работа ќе побара од нас како независно здружение. Еве на пример сега кога имавме гостин од Црна Гора, ние имавме многу работа околу тоа, требаше да се смести човекот, требаше да има сместување тука, па патување, па мислам, многу работи се кои што и ситници кои што треба да се случат, а поддршката тука, особено онаа финансиска, што е многу важна и најважна, ја нема. Кај нас затоа што не работиме комерцијални проекти, кои што може да донесат нели профит или не знам, нешто што е многу важно денеска во светот за жал. И еден апел морам да упатам кон тие приватни компании, еве не мора оние што никогаш не слушаат да слушаат сега конкретно државните сектори.
Приватниот сектор мора да ни помогне за да ние обстојуваме и се развиваме како во сите други држави, како независен театар. Како се она што навистина треба да се поддржи, треба поголем слух и не треба тоа да биде само концерт, некој видлив настан, затоа што овие проекти кои што ги работиме и за кои што вложуваме, сметам дека треба поголемо внимание и исто така ќе допрат повеќе и до публиката и ќе имаат можност да стигнат повеќе до публиката. Се надевам да повеќе поддршка не е на одмет. Така е, дека ќе има слух оние кои што може да дадат таа поддршка и генерално да придонесеме во однос на одржување на независните театри кај нас, но и поддршка за актерите кои што сосема професионално ги одигруваат своите улоги во различни представи. Една од нив токму повод за нашиот денешен разговор. Сина Сенка, потсетуваме утре вечер во 20:30 во лабораторијата. Бован, благодарам многу за ова утринско вклучување и за можноста да позборуваме вака во кратки црти, особено за обстојувањето на Златен Нелец, но и за она кое што ве чека до крајот на летото. Ви благодарам и вам, ви посакувам убав ден, пријатно утро и навистина ја поканувам целата публика на нашата представа Сина Сенка утре вечер во 20:30 часот во лабораториум на Скопско лето. Да. Идеална можност овие летни денови навистина да уживаме во вака квалитетни случувања, а се разбира тоа се и театарските представи и во склоп на Скопското културно лето.